Почитувани следите интервју со Арбен Таравари, еден од лидерите во коалицијата Влен и министер за здравство во владата на Северна Македонија. Господине Таравари, добро дојдовте во Гласот на Америка. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Министер, обвинителството води истрага за случајот на клиниката за онкологија. Шефот на скопското обвинителство ги повика авторитетите да најдат начин за надминување на проблемот. Што ќе преземете како прв човек во ресорот за надминување на проблемот? Комплетно случајот е од пред да дојдеме ние на власт, се работи за период некаде, ако не се лажам, 2018-19 до 2023 година. Впрочем, ништо не зависи веќе од Министерството за здравство. Целите материјали, сите сведоштва од сите поранешни министри и вработени кои што директно имали некаков удел во тој скандал, која што беше мега скандал, се во обвинителството. Ние како Министерство за здравство ни преостанува само да го охрабриме обвинителството што поскоро да излезе со резултати и да знаат луѓето кој бил крив за тој мега скандал. Јас се надевам и очекувам што побрзо да имаме резултати од тоа, да речам, истедување или тој скандал. Обвинителството посочи дека се чекаја истражувањето, односно вештачењето од Словенија по добиеното вештачење од Србија, кој потврдило дека има недоследности во работењето. Како се работи денес? Вие рековте дека ги оставате овие истражни действија на обвинителството, но денес како се работи на клиниката? Не дека се работи подобро, доку ја мислам дека со новиот директор е комплетно поинаку. Така да јас се надевам дека на онкологија веќе нема да има такви скандали, нема да се повторуваат, не само на онкологија, туку и во други здравствени јавни институции. Моментално во клиниката за онкологија се случи само околу 10 дена да недостасува биолошка терапија, инаку 95% од терапијата што се користи кај онколошките пациенти ги имаше. Ја надминавме и кризата и со биолошката терапија, се случи само 10 дена, меѓутоа повторно веќе ја има комплетно биолошката терапија, така да окей сме и мислам дека тоа што го работи и како раководи директорот за онкологија е за поздравување. Рековте дека 95% од биолошката терапија ја има? Не од биолошката терапија, од вкупно онколошката терапија. Од биолошка терапија сега кога збориме веќе има комплетно целата. Дали тоа значи дека сите пациенти може да добијат терапија? Да, сите тие кои што имаат потреба за таква терапија, нели збориме за многу скапа терапија, да го имаме во предвид ова, веќе не земаме терапија на реверс како што порано се злоупотребувало. Веќе конзилиум на доктори одлучуваат по протоколи кои што постојат, каде е индицирано да се даде биолошка терапија. А што во случаите ако не се добива редовна терапија? Нема таков случај во моментот. Ја мислам дека сите пациенти се покриени со потребната терапија, така да се надевам дека во иднина нема да се случи да има, да речам, таков недостаток ниту од еден ден. Меѓутоа ова што е, тоа е што го наследивме. Практично потребата за биолошка терапија расте кај пациентите. Не дека имавме помалку терапија, туку и процентот на болни со различни типови на канцери, за жал, расте во државата. Во однос на 2023-2024 имало околу 7 до 10%, ако не се лажам, број на откриени луѓе кои што заболуваат од различни онколошки заболувања. Ресорот здравство се соочува со недостаток на медицински кадар. Како ќе го надминете проблемот? Веќе владата превзема чекори кои што никогаш не се превземени во историјата на Македонија. Што сакам да кажам со ова? Недостасуваат доктори. И ние како влада изнајдовме решение по препорака на Министерството за здравство. Имавме приватни специјализанти, кои што приватно специјализира и беа потенцијални кандидати откако да завршат да избегаат од државата. Ние донесовме одлука на влада во која што сите овие 600 ќе бидат вработени, значи ќе бидат примени, ќе бидат дел од јавните здравствени установи, зборувам за здравствени установи, значи јавни, и 1200 медицински сестри, болничари, друг средномедицински кадар, кои што беа договорци, веќе започнува практично да им дадеме решенија. Дали тие 1200 се сите што се ангажирани како хонорарци, како медицински технички персонал? Генерално да,
80-90%, плюс има нешто административци кои што недостасуваат во одредени здравствени установи. Така да, одма да се пушти инфузија во јавното здравство 600 доктори плюс 1200 средномедицински кадари, нешто малку администрација, тоа се 1800 нови вработувања, што мислам дека никогаш во историјата на независна Македонија не се случило за една година да пуштите толкав прилив на медицински кадар, со што се обидуваме да ги задржиме, практично да го одржуваме здравствениот систем. Имајте тука, ја би сакал да го кажам и тоа, имаше колективен договор кој што не можеше да се решава со здравствените работници веќе 10 години. Тоа е веќе решен и здравствените работници, освен колективниот договор, имаат и покачени плати од околу 10%. И тоа веќе тече од 1 ноември 2024 година, што мислам дека за овие 7-8 месеци се обидовме и направивме добри потези кои што не се решаваат во државата веќе 10 години. Приватни специјализанти, сестри вработувања, позитивна листа на лекови. Во Македонија повеќе од 10 години немаше ни еден лек, нов лек во позитивна листа. Откако дојдовме во влада, откако во Министерството ја преземавме функцијата, ја мислам дека за првите 100 дена беше тоа, поминавме и позитивна листа од 9 нови лекови и се надевам набргу ќе имаме скоро уште 3-4 нови лекови. Размислуваме сериозно и за примарната здравствена заштита да ја покачиме вредноста на капитацијата. Значи, примарните доктори, семејните доктори, да не добиваат веќе 75 денари, туку некаде 90 до некаде 100 денари. Што е покачување од околу над 20%. Дали сте задоволен од тоа како функционира ресорот здравство како министар? Видете, здравството е тотално девастирано, систем кој што се обидуваме паралелно и да гасиме пожари, таму кај што ни се појавуваат одредени кризи, меѓутоа и да работиме стратешки. Што подразбира стратешки? Колективни договори, покачување на плати, вработувања нови, креирање на стратегија 2030, користејќи надворешни ресурси. Значи, таква стратегија ни помагаат во креирање на таа стратегија. Експерти од ЕУ подготвија нивна стратегија, нивен предлог со нивни експерти. Светска здравствена организација ни помага исто така и наши внатрешни експерти кои што ни помагаат. Сега ни треба мерджинг, значи да ги споиме сите три и да донесеме една заедничка стратегија која што се надевам дека ќе биде објавено некаде во втората половина на 2025 година. Да речем дека здравствениот систем е перфектен во Македонија, не можам да кажам, бидејќи перфектно функционален здравствен систем не постои никаде во светот. Дека имаме полно недостатоци, да, затоа се обидуваме и да гасиме пожари, меѓутоа и стратешки да работиме, да решаваме долгорочно проблеми и без разлика на тоа кој е министер, да се знае патот кон кој ќе оди македонското здравство. Господине Таравари, вие сте еден од лидерите на коалицијата ВЛЕН. Се залагате за целосна употреба на албанскиот јазик. Премиерот Христијан Мицкоски за ова вели, цитирам, немало такви разговори. Дали за ова сте разговарале со Мицкоски? Видете, ние како ВЛЕН имаме право и да размислуваме и да имаме наши идеи, наши предлози. Генерално договор нема дека оваа ќе биде направено или тоа. Меѓутоа сме го кажали и од кога беше кампањата дека нашата цел е овој мандат доколку можеме да изнајдеме решение тоа што е понижувачки за албанците, значи да не се користи во Уставот на Република Македонија да стои официјални јазици се македонскиот и јазикот кој што го говорат над 20% од населението. Наш предлог е одамна, не од сега и за време на кампањата, тоа над 20%, јазикот на над 20% на население, да биде заменето со албански јазик. Во претходниот период го имаат кажано повеќето македонски политичари дека не им пречи тоа, би навистина не им пречи. Например, во Србија
официјални Дали тоа јазици. Мицко скинува вас во моментов ви го има кажано дека Уште не го немаме договор, кога ќе имаме договор нормално ќе излеземе и ќе го кажеме тоа заеднички, меѓутоа тоа е наш предлог и она што би сакале од нашата програма да го имплементираме следните 4 години додека сме дел од владата. Како би го имплементирале тоа? Па, меѓусебно, без да има договор, не се имплементира. Значи, за да се смени нешто во Уставот, треба 80 гласови. Ние сме свесни за тоа. Со сила не се прави тоа. Тоа го кажав и во парламент, имаше пратеничко прашање. Значи, мајндсетот на ДУИ секогаш беше функционирање со условување. Не оди така. Ние треба да разбереме дека меѓу нас секогаш треба да има договори, да се договориме за одредени работи кои што се битни и важни за државата, за нешто што некој мисли дека е понижувачки за нив. И ја мислам дека вакви договори меѓу коалицијските партнери во оваа влада има редовно, не велам за 20%, велам генерално за сите проекти што ги реализираме. Меѓутоа, и оваа е една од темите кои што мислам дека во наредниот период би требало да се разговара и да се договори. Дали очекувате дека албанскиот јазик ќе стане втори јазик до крајот на мандатот? Јас се надевам дека ќе успееме и ќе се договориме меѓу нас. Ја мислам дека има повеќе отворени теми во државата кои што не мора да ги држиме под тепих, туку треба да ги решаваме. Мнозинството во владата е стабилна и јас се надевам дека во идниот период ќе изнајдеме, така да речам, имаме капацитети за да седнеме и меѓу нас да се договориме и за одредени теми да ги затвориме. Господине Таравари, ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам за можност. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довербата. Пријатно.